Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Ich bin Sascha Danilov und ich unterrichte Deutsch am Gymnasium Lucio Santos in Kotschany. Heute lernen wir über den bestimmten und unbestimmten Artikel im Deutschen. Danes включим за определеният и неопределеният член в германският язик. Айде да започнем. Unsere erste Aufgabe für heute ist Übung 2 auf Seite 9 im Kursbuch Delfin. Нашата първа задача за днес е вежба брой 2 на страница 9 в учебникът Delfin. Übung 2 lautet Ordnen Sie. Вежба 2 гласи Подредете. Hier haben wir den bestimmten Artikel für Maskulinum, der, Femininum, die, Neutrum, das und Plural, die. Ovdje ги имам определените членове за мъжки род, der, odnosno той, за женски род, die, odnosno ta, за среден род, das, odnosno to, и за множина die, odnosno die. Hier haben wir auch ein paar Beispiele. Der Reporter, die Sängerin, das Baby und die Zwillinge. Ovdje imаме веќе неколку примери, odnosno der Reporter, die Sängerin, das Baby и die Zwillinge. Ваша задача е именките от вежба брой 1 да ги подредите към съответният род. Odnosno, ordnen Sie folgende Nomen: der Tourist, die Touristin, der Junge, das Mädchen, die Verkäuferin, die Polizistin. Определеният член е важно да го знаете и секогаш да го учите заедно со именката. И той стои секогаш пред самата именка. Bestimmten und unbestimmten Artikel. Das ist eine Frau, die Frau ist Verkäuferin. Ова е жена, жената е продавачка. Das ist ein Mann, der Mann ist Reporter. Ова е мъж, мъжът е репортер. Das ist ein Baby, das Baby weint. Ова е бебе, бебето плаче. Das sind Zwillinge, die Zwillinge heißen Eva und Lea. Ова са близнаци, близнаците се викаат Ева и Лея. Како што може да забележите, неопределениот член го имам означено со црвена боја, односно eine, ein и ein, а определениот член со сина боја die, der, das. Неопределениот член за женски род е eine, за мъжки и среден формата е иста, односно ein. Во множина немаме неопределен член. Што е разликата помеѓу определениот и неопределениот член? Неопределениот член користиме кога зборуваме за нешто неконкретно, неопределено или не потенцираме ништо, или ако во некој текст нешто спомнуваме за прв пат. Определениот член го користиме за нешто определено, нешто што сакаме да го потенцираме или е веќе спомнато во некој текст. Овде ще имаме пример Das ist eine Frau и во наредната реченица Die Frau ist Verkäuferin. Во првиот дел станува општо збор дека се работи за жена или господја, а во втората реченица веќе и даваме определена карактеристика на жената, односно господјата. Hier haben wir eine Tabelle,
das sind die Formen für den bestimmten und unbestimmten Artikel aufgeschrieben und die Genera Maskulinum, Femininum, Neutrum und noch der Plural. Ovdje u ova tabela gdje imam napišeno formite za opredeljen člen i neopredeljen člen, kako i trite roda, maški, ženski, srednji i plus množina. Во множина нямаме неопределен член, там го изоставаме, бидейки во множина секој станал збор за нешто определено. Ihr könnt auch einen Vergleich mit dem Englischen machen und so könnt ihr besser den bestimmten und unbestimmten Artikel im Deutschen verstehen. Значи може да направите споредба с английскиот и таму имате определен и неопределен член. Слични се примерите како и предходните на германски. That's an apple, the apple is green. That's a car, the car is black. Единствената разлика е само што англискиот не разликува родови, германскиот разликува. Затоа формата за неопределен член како и определен член зависи од тоа во кој род е самата именка. Затоа учете ги секогаш родовите на именките. Zum Ende habe ich für Sie eine Online-Übung erstellt. Ihr könnt den Link kopieren und dann diese Übung machen. Die Übung ist über den bestimmten und unbestimmten Artikel. Ihr müsst nur die richtige Antwort auswählen. За край направих за вас една онлайн вежба. Трябва само да го копирате или препишете линкот. Вежбата е за определен и неопределен член. Ваша задача е да го изберете точниот одговор од трите понудени и потоа кликате долу по ќошот на синото поле и продолжувате понатаму. На крај имате вкупно 10 прашања, односно реченици, и на крајот излегува резултат колку точно сте одговорили. Ви посакувам многу среќа и се гледаме наскоро. Чус!